Кога патував низ Азија, добив впечаток дека за момент од минатото премина во иднината. Огромни облакодери, необичаени футуристички градби и прекрасна, преубава, пребогата природа. Во денешната епизода ќе ги посетиме најдобро организираните, најсредените, најуспешните и едни од најбогатите азиски држави, Малезија и Сингапур. И ќе се опитаме да дознаеме зошто се толку успешни. Минатиот пат бевме во Колумбо во Шри-Ланка, додека наредниот ден пристигнавме во Малезија. Разликата беше огромна. Малезија е одлично уредена, одлично средена и една од економски најпросперитетните држави во светски рамки. Малезија има остварено неверојатен развој последните 40 години. Како пример би го навел бруто домашниот производ во 1980 година бил 25 милиарди, додека лани бил над 340 милиарди долари. Со тоа Малезија во првите 30 економии во светот. Но да не навлегувам премногу во анализи, ајде да се запознаеме директно со еден од помалите, но значаен туристички град на Малезија, да се запознаеме со Малека. Ricky Martin, you know. Ricky Martin. This one. 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. При секоја посета на некое ново место, за мене многу е битен изборот на водич. Па, барајќи го најнасмеаниот таксист, ние го избравме Рики Мартин. María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres. Води Рики како подлична кола за снимање. Ја ангажирав нашата такси звезда Рики Мартин за интервју разговор, но ништо не можев да го разберам. Сепак бевме задоволни бидејќи не однесе до португалската тврдина во градот. Поради својата местоположба Малеја била интересна за европските морски сили и во 16-тиот век била под португалците, во 18-тиот под холанѓаните, додека во 19-тиот век била освоена од англичаните. Моето животно мото е да се танцува и пее во секоја прилика. Па така не ја пропуштивме оваа можност малку да заиграме на убавата музика.